Зоран Заев и целото раководство на СДСМ се во длабок очај. Откако јавното обвинителство и продолжената рака на Зоран Заев, Вилма Русковска, ја потврдија веродостојноста на исказот на оштетениот што излезе во медиумите пред само 2 дена, целата криминална банда од СДСМ побрза да се заканува со тужби до медиумите. Додека се заканува вчера кон медиумите, никој од нив, ама баш никој, не се осмели да објасни што правеле тие самите на средбите со осомничените во случајот рекет, што разговарале, дали и колку пари земале од изрекетираните бизнисмени и најважното, дали и зошто Зоран Заев ја обструирал истрагата. Цели 4 месеци Вилма Русковска го имала исказот на оштетениот и не се ни осмелила да ги повика на разговор ниту Заев, ниту Шеќеринска, ниту фамилијата Ременски, ниту пак синот на Катица Јанева, Лазар Јанев, ниту пак никој друг од раководството на СДСМ кој што на било каков начин е инволвиран во целиот случај. Да подсетиме дека истата таа Вилма Русковска заради исказ на обвинет во случајот за 27 бараше да им се изрече притвор на неколку лица само заради тоа што беа споменати во исказ на еден обвинет. Ете ги двојните стандарди на дело. Кога ќе биде, прашуваме, кога ќе биде повикан Зоран Заев во обвинителството и да каже како го штител Бојан Јовановски и да каже зошто ја обструирал истрагата. Кога ќе биде повикана Радмила Шеќеринска да даде исказ во обвинителството и да каже што разговарале со Боки 13 кај него дома и што правел незиниот сопруг во домот на оштетениот. Кога ќе биде повикана фамилијата Ременски која се заканува со апсење на социјалните мрежи. Кога ќе биде повикан синот на Катица Јанева, Лазар Јанев, и да каже на кој начин ги исклучувале договорите за рекламирање на бизнисмените и компаниите со телевизијата. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев се готови. Истрагата се води многу штуро и многу професионално, но затоа сепак голема среќа што јавноста врши огромен притисок што побрзо да се разреши. Бараме веднаш, ама веднаш да бидат повикани да дадат исказ сите споменати инволвирани во случајот рекет. Обрачот се стега околу главата на криминалниот октопод. Зоран Заев е на самиот крај на политичката кариера. Почитувани, одговорност мора да има за сите и потребни се предвремени парламентарни избори кои ќе донесат обнова на Македонија. Благодарам.